Почитувани, добра вечер. Добро дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Џозеф Бајден е 46-тиот председател на Соединетите Американски држави. Се уште тече неговиот победнички инаугуративен говор, заврши неговата заклетва, со што и официјално заврши ова владење на председателот Трамп. Како ќе се одрази промената на власта во Белата куќа? Очигледно ќе има и голема промена во американската надворешна, а и внатрешна политика. Како таа промена ќе се одрази врз светот, но и врз Балканот и врз нашата земја? Дали новата американска администрација ќе влие и врз македонско-бугарските односи? Ова се дел од нашите вечерашни теми со кои ќе разговараме со нашите гости. Тука во студиото го имаме Михаил Апостолски, кој е поранешен економски советник во Македонската амбасада во Вашингтон. Михаил Апостолски, вие сте релативно непознат за јавноста, излеговте во јавноста после оние обвинувања на Бугарија кон вашиот чичко, генерал Михаил Апостолски, дека бил бугарин, тогаш излеговте со жестока реакција, тука помалку ве запознавме, но еве вака и во дебата за вашите познавања во однос на оваа проблематика. И со нас е и Алберт Муслиу, наш чест гостин, редовен политички коментатор, да не кажам, на телевизија 24. Добро вечер на двајцата. Добро вечер. Муслиу, ајде да почнеме со вас. Имаме промена во Белата куќа, Џо Бајден е нов американски председател. Вака една генерална оценка за вас. Какво наследство добива од Доналд Трамп, каква Америка наследува и што мислите дека ќе бидат неговите први чекори? Мислам дека и поговорот, помирувањето, обединувањето, но и некои теми кои нему му се при срце, и тоа не е сега, он е 30 скоро 39 години бил сенатор, како што се еднаквоста, правдата за сите, развојот на државата, но мислам дека обединувањето со тоа почна, мислам дека со тоа и ќе заврши говорот, затоа што се има некое чувство, нарочито после тоа што се случи пред 2 недели со насилниот влез во Капитол, дека нацијата е поделена. Во демократиите обично нациите се поделени на повеќе страни, но не заборавиме, до пред пола сат имавме председател на Америка кој не беше искусен во политиката, туку беше успешен бизнисмен и кој начинот на владење се трудеше да го импонира тој на кој навикнал цел живот. Тоа е водење компанија, а тоа не е баш политички начин на водење. Сега, за да го разбереме како е политичкиот и бизнис начинот на водење на влада или на компанија, треба малку да го знаеме начинот на кој капитализмот или бизнисот функционира во Америка. Он е прилично остар, прилично straightforward и во бизнисот кај нив нема пардони. И мислам дека тоа е наследството со кое ќе треба да се позабави Бајден. Имаме нели нација поделена, има така викат ранета нација после настаните од пред 2 недели, но мислам дека во Бајден се наоѓа големо искуство. Он велам 37 или 39 години бил сенатор, 8 години подпредседател. Да, искуство сигурно не е нешто што му фали. Да, него се работи и за подпредседател и за сенатор кој знаел да ги зближи двете страни и порано. Така да и во председателствувањето на Обама, он бил тој кој бил задужен да собере гласови нели од двете страни за работите да поминат полесно. Така да во тој квалитет не се сомневаат дури ни републиканците, а и некои движења последните 2 недели кои се случуваат кај републиканци. Да не забравиме, импичментот вториот на Доналд Трамп го поддржаа во Конгресот дури 10 републиканци, што не се случило. Порано максимум до сега било 5 и тоа во случај на Клинтон, кога 5 демократи го поддржале импичментот. Така да мислам дека он ќе се фрли брзо на работа, најавите се дека дури денеска ќе има повеќе председателски укази, кој е начин на надминување на некои временски така цајтноти. Треба својата влада да ја формира, повеќето ќе бидат вршители на должност и мислам дека за нашите граѓани би било интересно да се знае дека во Америка владата ја представува само председателот. Значи он е влада, а другите му служат на задоволство на председателот. Затоа нема многу процедури за менување и за поставување на вршители на должност. Секако за поставување на полноправни
државни секретари, има процедура нели која оди и преку Сенатот. Да. Но мислам дека за нас као свет, сепак изборот на председател во Америка има влијание врз целиот свет. Мислам дека идат малце полесни времења, секој изолационизам во Америка не е добар за развојот на демократијата во светот, а политиката на Трамп сепак се концентрираше од првиот ден во неговиот инаугурален говор, он потенцираше дека Америка е првата, така да некои принципи и вредности кои американците ги протежира и промовира низ целиот свет се ставија на второ место, така да имавме, например, релации и со Јужна Кореја, па дури и со Иран имаше некои интенции да има релации, имаше малце погруба политика и во Блискиот Исток и така натаму, нели Иран се излезе од договор со Иран и така натаму. И поостра политика со Кина. Апсолутно. Да. Мислам со Кина дека таа нема многу да се стави на страна, сепак Кина е веќе главниот предизвик за Америка, така да политиката, можеби наративот кон Кина ќе се смени, но сепак Кина верувам дека ќе биде во фокусот и на новата администрација. Апостолски... Само би додал на ова дека практично Бајден наследува една многу тешка корона ситуација, со која што треба сега да се справи, кај што практично Трамп не посвети многу внимание на корона ситуацијата. Инаку Бајден е еден од најмладите сенатори што Америка воопшто го има, најмладиот сенатор што Америка го избрала. И сега меѓу најстарите председатели, претпоставувам. Сега не знам точна статистика, но во прв мандат е најстар председател. Да, најстар председател. Вие, апостолки, сте биле долги години во Вашингтон, од прилика одблиску гледавте како функционира нивната внатрешна политика. Ово што го кажува Муслију, дефинитивно Бајден наследува поделена држава, длабоко политички поделена, особено после насилните настани во Вашингтон. Мислите ли дека Бајден ќе успее сега да ја врати нацијата некако назад, да ги зацели тие рани, да изгради единство? Особено што гледаме дека наративот на Трамп за лажирање на изборите, за крадење на изборите не престанува, тој се уште им се обраќа на неговите следбеници, иако тоа обраќање му е доста скратено со укинувањето на социјалните профили, да речеме, тука доста му е намалена моќта, но тој гледаме дека не престанува со таа реторика. Мислите ли дека Бајден ќе успее да се справи со тоа? Па, мислам дека ќе се справи во наредните 4 години. Нема да може тоа многу брзо и едноставно да биде справувањето, затоа што оставя на Америка една огромна поделеност и нема да забораваме, мислам дека 74 милиона гласови имаше Трамп. Така да таа маса која што Трамп има се уште верува. Ако го гледавме денески испраќањето на Трамп кога се излеше од Белата куќа, за волја на вистината мал број беа на граѓани, меѓутоа сепак скандира за Трамп, сепак ќе има проблеми. Да ќе се справи он 2 години, 3 можда ќе има потреба, меѓутоа нивната надворешна политика е константна. Така да многу околу надворешната политика мислам дека нема да се променува. Ќе се промени во однос на Кореја, ќе се промени во однос можда на Кина, на Иран, сите оние жаришта кои што под знак на наводни жаришта немаше војна, меѓутоа вербалните жаришта, па и со Европа што практично ги заостри многу односите со Европа. Тука на Бајден ќе му треба многу голема. Гледаме денеска, например, германскиот председател Штайнмајер вели на светот му олеснува. Веќе добиваме многу полесна ситуација. Па на сите ни олекна, искрено да видам. Сега во Америка секоја акција има и реакција. Кога велам изолационизмот, значи во Америка тлеат некои работи со децении, значи не е ова прв пат. Денеска го кажа сите, дури коментатори кажа дека за прв пат жена, афроамериканка,
азиоамериканка станува подпредседател. Значи, они као општество се развиваат. Значи, прошлиот пат имавме за прв пат афроамериканец за председател. Но тие инсистираат на тие промени, во Америка има промени. Но изолационизмот генерира внатрешен американски национализам, кој е поврзан малце и со white supremacy, виката, значи белата супремација, кој е на екстремниот дел на подржувачите на председателот Трамп. Значи, ако некого највише го гласиле во историјата на Америка е Џо Бајден, може би за 7 милиона гласови помалце е Доналд Трамп. Он е по број на гласови втор најмногу гласан американец во историјата на Америка. Сепак се тоа големи бројки. И мислам дека и Демократската партија, па дури Републиканската партија, ќе има проблем со тоа ново движење кое го најави председател Трамп, веќе бившиот председател Трамп, последните 3 негови говори. Он зборува за движење, не зборува само за Републиканска или Демократска партија, него зборува за движење, што значи дека и на републиканците не им е свеедно начин на кој ќе се однесува. Ние дури и гледавме званичници на Републиканската партија како секогаш се труда да му удоброволат баш ради тој број на гласови кој го имаше и за некои негови слепи поддржувачи. И мислам дека тука ја бар очекувам дека во идниот брз период ќе има некоја зголемена соработка и помеѓу републиканците и демократите, баш тој ризик кој го има Републиканската партија од ова ново движење да се потрудат да го амортизира. Дури и шефот на Сенатот од Републиканската партија, последните негови 2 говора, му дава поддршка на тенденцијата за зближување и го напаѓа вербално тоа што се случи пред 2 недели и го окривуваше дури поранешниот председател Трамп, што е изненадувачки во однос на неговите ставови, например, од пред 3 недели, па дури и дента кога се потврдува електорните гласови. Така да, тоа во Америка е константен проблем, може би овие 4 години излезе повеќе на видело, но кај Бајден и во неговите настапи од денот на изборите, пред изборите, па дури и сега гледам дека таа тема му е една од главните, значи борбата против дискриминација, еднаквост за сите и перспективи за сите, па дури и неговиот нов кабинет тоа го рефлектира. По диверзен кабинет на председател до сега немало. Мислам дека додуше и од неговиот прв мандат на сенатор пред 47 години, таа тема му е една од битните. Така да он бил дел од тоа движење во Американскиот конгрес за еднаквост, за недискриминација и така натаму. Мислам дека на тие начала ќе обстои и во идниот мандат. Добро, ова кога често го слушаме ова дека ќе заврши на некој начин изолационизмот на Америка, дека мултилатералата се враќа на голема сцена, тоа особено значи и со назначувањето на новиот државен секретар Антони Блинкен, кој е голем поддржувач на мултилатералата. Мислите ли, апостолски, сега што значи тоа во пракса, бидејќи за време на председател Трамп, може би и пред него, не само за негово време, се создаде еден силен појас на автократски владетели во светот. Од Јужна Америка, Блискиот Исток, па Балканот, Европа, Азија. И сето тоа на некој начин беше не поддржувано, туку подгревано владењето на Трамп. Се преслика некако таа ситуација во светот. Мислите ли дека тука ќе има промена, бидејќи имаме и во наше обкружување такви држави, и во поблиско, и во подалечно, мислите ли дека тука ќе има некаква промена? Дали тој начин на владење ќе биде сега доведен во ризик? Па јас се надевам дека ќе има такви промени. Да не заборавиме импичментот сега, односно судењето во Сената, што треба да биде малце, а републиканците исто ќе бидат и порелаксирани, затоа што тие долг период добива и закани и јавни и жути и црвени картони. Да, и жути и црвени картони добива и закани, така да малце сега и тоа ќе ги релаксира и мислам дека бројката ќе биде многу поголема на гласањето од него 10 што беше во Конгресот. Дека тука и со таа релаксација и то тргање на тоа движење на Трамп, односно гаснењето, постепено гаснење на движењето на Трамп,
мислам дека ќе се релаксира и светот и дека тука ќе доаат до промени на владетели кои што се екстремни како и во нашето окружување и во Јужна Америка каде се И во Централна Европа, и во Централна Европа имаме такви веќе. Добро, видовме дека Викторија Нуланд, например, има висока позиција во новата администрација на Трамп, позната за нашата јавност, беше особено активна 2016 година. Тука, Муслију, што мислите сега за Балканот? Ајде малку за нас да видиме. Што би значила, дали воопшто нешто би значило промената на американска администрација, нешто посебно за Балканот? Добро, во Бидејќи само уште ова сакам да додадам. За Трамп без разлика како гледаме, еве да речеме за Македонија зборувам. Значи Македонија за време на владењето на Трамп влезе во НАТО. За време на владењето на Трамп имаше многу силен притисок од тука да се тргне Груевски, тоа е факт од американците. Значи ние не сме видели ништо лошо тоа владење, реално, да. Ја не верувам И дека затоа ве прашам во тој контекст, што мислите? Значи, не верувам дека Македонија па или било која друга држава во Балканот ќе види нешто лошо. Нијансите се во фокусот. Дали ќе биде Балканот во фокусот? Верувам дека ќе биде. Зборуваме сепак за Бајден. Бајден е американски политичар кој се среднал дури и со Тито. Значи, Бајден е политичар кој знае све што се случувало во бивша Југославија и со Милошевиќ се сретнал, дури бил еден од погрубите во односот на лично, да, он директно му кажал дека е воен злосторник. Така да, кога збориме за Бајден, збориме за американски американски претседател кој можеби и лично ги знае повеќето политичари во Балканот и малце потешко нему нешто да му се изимпровизира. Така да мислам дека во Балканот треба да се секираат тие кои се за автократско владење, тие кои се за недемократско владење, а иначе американската политика за помали држави не се менува баш толку брзо. Ние за нив сме пријателска држава, дури сме држава и со посебен договор, ние имаме посебен договор со Соединетите американски држави во сферата на безбедноста, така да не е чудно тоа што тие беа еден од нашите најголеми поддржувачи, а дури за европските интеграции. Ние имавме прилично јасни ставови од американската администрација и на Доналд Трамп во врска со нашите евроинтеграции, но мислам дека автократите и тие со автократски тенденции и во Балканот, па и во Централна Европа, да не зборувам за целиот свет, дека сериозно не се чувствуваат сега комодно. Да не заборавиме, Трамп беше првиот кој го поддржа сегашниот премиер на Англија Борис Џонсон во Брекзитот. Значи за него и Европската унија беше една мултилатерала, да не заборавиме, главниот покровител на мултилатерализмот во светот сепак беа Соединетите американски држави. Тие се едни од основачите и на Обединетите нации, и на сите организации и институции кои се произлезени од Обединетите нации. Така да нивното неприсуство или односот кон Обединетите нации или други институции се чувствуваше. Мислам дека Бајден една од првите работи сега кои ќе ги направи, такви се најавите, ќе се врати во Парискиот договор за заштита на животната околина. Значи, тоа му е една од првите тие executive orders, председателски извршни наредби. Да. Така да, мислам дека со доаѓањето на Бајден, мултилатерализмот само ќе зајакне, а секој зајакнување на тој мултилатерализам за сите кои се фанови на демократија, владење на право, човекови права, еднаквост, сите ќе бидат задоволни. Другите кои се од спротивната страна, мислам дека со овој председател сериозно треба да се замислат. Добро, ќе им биде ли незгодно малку сега да речеме на Александар Вучич, на Милоран Додик, на Јанез Јанша, кои отворено кажаа прво дека се за победа на Трамп, па Јанша дури ги оспоруваше резултатите. Сега мислам дека нема да им биде седно во средба со американските представници. Ја мислам дека не би, значи не е повредено егото на Бајден дали Јанша или Вучич биле за него или не. И во при минатите избори беше многу јасно дека во Европа сите се повеќе за Хилари и тоа не генерираше некој анимозитет на Трамп кон тие луѓе. Мислам дека ако имаат авторитарни тенденции, тогаш треба да се засекираат, а тоа дека биле за или против, види, има една логика, например, вие сте биле во Вашингтон. Нашата постара миграција,
зборувам за албанци, македонци, срби, хрвати, повеќето се републикански ориентирани. Може би помладата миграција од после осамостојувањето повеќе се приклонуваат кон демократите, но тоа не влијаело во нивниот однос кон овој дел на светот. Прво као дел од Европа, а мислам дека и као регион со стратешки интерес на американската дипломатија. Така да, иако се секираат Јанша или Вучич, не верувам дека тоа што биле за Трамп би била причината зашто се секираат, може би начинот на кој водат политика и не само они. И Додик, ние имаме, ќе се насекираат сериозно и во Унгарија, и во Полска, а дури во една Турска, и да не зборувам за пошироката од овие кои ни се поблиски, сите тие со авторитарни тенденции, мислам дека ќе им биде многу потешко во комуникација со новата администрација. Да. Добро. Апостолски, како што кажав на почетокот во воведот, вие тогаш жестоко реагиравте во однос на бугарските обвинувања за вашиот дедо. Некако доаѓаме до таа... Чичко, се извинувам, да, Чичко, се навраќаме некако на таа приказна повторно. Мислите ли сега дека новата американска администрација ќе има поинаков пристап во однос на македонско-бугарскиот проблем? Бидејќи сегашните американски представници прилично јасно ја поддржаа македонската позиција, кажаа дека билатералните прашања не треба да бидат дел од преговарачката рамка, дека тие треба да се решават посебно, дека тоа треба да се остави на историчарите. Американците беа прилично јасни, но мислите ли дека сега може би имало уште подиректна политика во однос на проблемот? Пак константна е према Македонија, константна е политиката на Америка. Мислам дека овој пат ќе имаме ни една позитивно движење во таа насока. Меѓутоа многу ќе зависи, сепак ќе зависи од нас. Најмногу ќе зависи од нас, затоа што ние треба во Вашингтон да имаме предси амбасадор, треба да имаме во Вашингтон, па да имаме една добра екипа која што таму ќе... Затоа што, знаете што, и во Конгресот, и во Сенатот, па и чак и во Белата куќа, се е сведено на лобирање. Ако ние добро излобираме и лобираме добро, тогаш ќе имаме многу попозитивна клима во однос на досега. Тоа е една работа. Втора работа која што сметам дека ќе треба да се повеќе позанимаваме, тоа да привлечеме што многу поголеми инвестиции во Македонија од Америка. И тоа не да бидат инвестиции кои што се ситни, него сепак ќе треба да ги убедиме оние покрупните играчи, покрупните корпорации да дојдат во Македонија, да ги кажеме предностите, нормално и слабостите кои што ги имаме со сиот респект, во тој поглед дека би требало ние да имаме една позитивна клима која... Премиерот најавува една голема инвестиција американска во ТЕЦ Неготино, например. Тоа е добро, да. Ако е тоа General Electric, ако биде таа е крупна инвестиција и тоа ќе биде многу добро. И тоа ќе биде многу добро. Ја ќе дам само еден пример. Ако имаме ние таков инвеститор кој што е General Electric, ја ќе стално го кажам примерот со Косово. Во Косово влезе Бехтел, кој што е број 1 во свет во градежништво, го изгради патот од албанска граница до Приштина и од Приштина до македонска граница. И влезе, мислам, Медлен Орбајт влезе со телекомуникации. И погледнете Косово како полека се издига. Како полека го добива статусот на кој што они го бараат со години. Тоа значи дека капиталот кој што ќе биде компаниите ќе го чуваат својот капитал. Не затоа што не сакаат нас многу и затоа што сме убави или меѓутоа тие ќе го чуваат својот капитал, а со тоа имаат големо влијание на политиката на одредена држава, поготоа во Америка. Значи, влегувањето на General Electric би било силен сигнал, кога би се случило? Силен сигнал би било General Electric, би било огромен сигнал и мислам дека нас не треба уште една до две
такви инвеститори, кои што крупни инвеститори, за сепак да зајакнеме нашата позиција во однос и на бугарското прашање и на нашето интегрирање во Европа. Европа, за жал, го кажа своето. Мислам, тоа што го кажам, мислам дека да не беше она инсистирање на Макрон да се промени методологијата, ние до сега имавме почнати преговори, ќе имавме отворени поглавја и така натака. Меѓутоа се случи што се случи, да од нигде никаде Бугарија искрсна, да не кажам се по вампир, со некои санстефански идеи и доведе до оваа ситуација во која што сме во моментов. Долг процес ќе биде тоа, веројатно, со Бугарија. Би сакал да биде многу побрзо, меѓутоа Да, ќе зборуваме особено за коридорот 8, вас ќе ве прашам, Муслиу, многумина велат дека ова што се случува, дека не сме закочени ние само од Бугарија, дека таму има други внатрешни европски сили кои не сакаат едноставно проширување на Балканот. Нема да налегуваме сега премногу во таа проблематика, затоа што исто така тие велат додека не потурне Америка, додека Америка не ја потурне работава, нема ништо да се случи. Верувате ли вие во таа максима во контекст на проблемот со Бугарија? Прво, верувам. Второ, знаеме сега за која администрација зборуваме. Имаме државен секретар кој растел со овој проблем во Балканот, кој ги знае сигурно и главните политичари, сигурно се знае и Борисов и нашиот лидершип тука го знае. Зборуваме за Бајден, јас сум имал среќа например со него да се сретнам на еден настан. Зборуваме за например директор на USAID е поранешен добитник на Полисарова награда за книга отпечатана за Босна, значи зборуваме за луѓе кои го знаат регионот и не само проблемите на регионот, туку ги знаат и личностите. Така да верувам дека американците ќе се вклучат поактивно, затоа што било кое нерешено прашање остава можност за навлегување на други интереси во Балканот. Мислам дека тоа ни помогна и при зачленувањето и во НАТО. Јас работивме работата, него гурањето и од другите, и од американците ни помогна во тој дел. Мислам дека ни фалеше Америка во последните години во однос на европските интеграции. Мислам дека поактивно ќе се склучат се со цел да се затворат овие прашања. Јас сум прилично оптимиста и дека разговорите помеѓу Приштина и Белград ќе се засилат и тука ќе има сигурно некое побрзо решение, затоа што просто они сакаат овој регион да го стабилизира, затоа што овој регион е можеби прв сосед со некои по-ризични други региони. Ние видовме една војна во Сирија, а ние бевме коридорот низ кој се полнеше Европа. Така да верувам дека од тој аспект дека ќе ни помогнат, тие секогаш ни помагале од прв ден на осамостојување, но го мислам дека сега ќе бидеме во нивниот фокус. Ви кажав и во почеток. Битно е да сте во фокусот, тоа се реализира и преку лобирање, но е битно и кој е начело на таа администрација. Да не беше државен секретар Хилари Клинтон, можеби не беше да бидеме во фокусот као регион. Ни во тој период. Светот е огромен. Ние во големината на светот сме сепак едно мало во Мексико Сити као регион, а камоли као држава. Така да верувам дека тоа ќе ни помогне и од друга страна, ако се гледа природата на проблемот, ако овој проблем обстане помеѓу Бугарија и Македонија, тогаш европските интеграции на Србија, шансите за интегрирање во Европска унија се нула, затоа што таму е членка една Хрватска или интегрирањето на Црна Гора. Така да не верувам дека овие прашања можат долго да обстанат на површината, секако ако во процесот ние се однесуваме како што треба. Ние можеби и минатото ќе го имаме различно, ако во 2008, после тоа што се случи во Букурешт, не пристапевме кон предвремени избори или кон антиквизација, можеби и тука ќе имаш некои промени. Но, гледајќи што се случува од ветото на Бугарија и, како да кажам, по-прибраниот, по-одговорниот однос на нашите институции, мислам дека
имаме реални шанси овој процес да не се одолговлечи. Или, ако ништо друго, да ја добиеме преговарачката рамка и после да ни помагаат сите во процесот на надминување на овие недоразбирања што ги имаме со Бугарија. Но во секој случај, овој статус, мислам дека и за нашите пријатели во Америка долгорочно не е прифатлив, затоа што отвара можност ситуацијата да се движи во правец на кој се движеше од 2009 до 2016. Да. Добро, правиме една... Бих само да дополнам нова што го кажа, се согласам со тоа. Американците во слабоста према Македонија покажуваат прво смирено, полека, тивко и тоа идат степ бај степ, чекор по чекор. Но во дадена ситуација, доколку биде ситуацијата некоја напната, пак ќе го внесат и булдожер дипломатија, како што беше Холбрук во преговорите за времената спогодба што ја подпишувавме во Њујорк 95-та година. Така да, во тој дел, они се константни и они знаат да проценат точно во кој момент и кога, како треба да изреагираат. Да. Добро. Да. Па и види состанокот кој го има мислам премиерот на Косово и председателот на Србија во Вашингтон беше резултат на американско инсистирање. Да. И имаше отпор месец-два и на крај тој се случи сега. Сепак сме ние мали системи ако они се фокусираат, но верувам дека ова новата администрација ќе биде малце почувствителна и посвесна за реалноста во теренот. Заборавиме, председателот Трамп сепак изрегулира 3 или 4 договори на Израел со соседни арапски држави, што не беше замисливо пред 10 години. Значи, со тој начин на реагирање. Но тие капацитети на американската дипломатија се стални и трајни. Само зависност е во кој период кој е спремен да ги употреби и кој ги употребува. А дека се присатни, тоа бил стапот и во мултилатералната дипломатија, каде што Европската унија со политиката била морковот, но секогаш Америка била гарантот на спроведувањето на тоа што ќе го договорат трети страни, нели? Згора на тоа е и исток-запад коридорот е многу интересен за американците. Да. Е многу битен за американците. Да, токму со тоа ќе продолжиме емисијата за коридорот 8. Останете со нас, правиме кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.